Благодарам, председателе. За оваа точка очекувано ќе има огромен интерес и самата дискусија што имавме на самата пауза се укажува на разногласието што има ова писмо што е добиено кај нас. Ние сме, односно повеќе пратеници се пратачи на овој амандман, но во суштина барањето е од синдикатите. И сите синдикати на кои што се повикувавме сите пред само неколку месеци. Пред само неколку месеци имавме дискусија директно и по однос на буџетот, и по однос на минималните плати. Можеме да ги вратиме, сакате стенограмите, можеме да се повикаме на заклучоците. Беше укажено дека определени одлуки ќе предизвикаат, има ризик од инфлација. Рекоа се е под контрола, нема проблем никаков. Еве инфлацијата ни дојде. Втора работа што беше укажено, дека не е транспарентен, односно не е праведен законот така како што кажан и нема да се рефлектира секаде подеднакво, така како што заслужуваат луѓето. Ни рекоа исто така, не сте во право, еве нека поминат неколку месеци, законот си има одредби таму, све ќе си биде реализирано во следните 5, 6, 7 или 8 месеци. Поминаа месеците. Повторно тоа не се случува. Работите како придобивки што беа ветени од страна на владата до парламентот и до граѓаните не се случуваат, но во исто време животот секој ден станува се потежок и потежок. И за тоа сите ние ќе си најдеме оправдување. Па погрешно не разбравте, може би се разговараше на висок тон, вие имавте тогаш политичка заднина, расте цената вредноста на доларот, не знам, берзите и така натаму. Фактографијата е тоа дека нашиот народ, нашите граѓани си имаат проблем во секојдневието и бараат излез, секој на свој начин. Мерките, чекорите, што и да биде укажано понатаму од представниците на мнозинството, не допираат до сите. А инфлацијата подеднакво ги јаде сите. Поскапувањата подеднакво се натовар кај сите. Најавените поскапувања и на струјата, и на енергетските ги удира сите граѓани подеднакво. За мене, од тука е сосема легитимно ова и очекувано дури дека ќе дојде ваков чекор од страна на синдикатите. Ако синдикатите и овие што се подносители на ова барање не се репрезентативни во однос на потребите, во однос на барањата, во однос на проблемите, на најголемиот дел од вработени, ја веќе не знам на кого подруги да се повикаме. Еве, ние сме овдека од различни политички опции, но сите декларативно и суштински се осека свој начин, се трудиме како да помогнеме да имаат подобар живот граѓаните. Еве конкретен начин како тоа да го направиме. Јас ако се прашам, јас сакам скалесто подкачување на платите, така како што беше замислено со минималната плата. Овдека бараат линеарно. Точно се наведени работите кои што ги бараат од нас. За нивниот живот да биде колку толку достоинствен. Бидејќи се соочуваат со проблем. Во секојдневието се соочуваат со проблем кога треба да отидат до маркет. Се соочуваат со проблем кога треба да отиде на работно место. Се соочува со проблем кога треба да го испрати детето на летување. Се соочува со проблем кога треба да го испрати детето на училиште. Нема да го решиме со тоа што ако бланко така го отфрлиме како предлог. Со колегата претходно имавме жолчни дискусии. Овдека уверувања од страна на мнозинството дека 70 милиони ќе биле сосема доволно да се заштитат граѓаните. Дека 50 милиони ќе биле сосема доволно да се заштитат земјоделците. Овие измени со овој амандман овде што го велиме се 30 милиони годишно. Во 4,7 милиарди евра буџет. 30 милиона. Неколку промила. Да излеземе во пресред на една огромна категорија на граѓани кои што зависат од нас. Зависат од парламентот, зависат од владата и зависат од овој буџет што се чека се донеси овде. Ја не знам што би можеле да кажеме да 30 милиона евра да бидат оправдани дека оваа држава, оваа влада не може да ги обезбеди. Ако сакате можеме да отпочнеме 60 на страни е споредбата и анализата на буџетот со ставки во Excel целата направена, можеме до раници утрински часови да вадиме ставка по ставка каде што ќе кажеме дека не е тоа толку важно, поважен е работникот или поважен е граѓанин. 30 милиони евра не се ништо во споредба на проблемот што го имаме. Конечно, ако веќе се движиме кон социјалните трансфери, ако се движиме декларативно кажеме дека животот на граѓаните треба да биде полесен, поподносив, поквалитетен, овој амандман прифаќањето е правата работа што може да се направи во овој момент.
Нема сега да навлегуваме дали требаше стратегијата да биде да се инвестира повеќе во развојот на претпријатијата, поддршката на бизнисот, антиинфлаторните мерки, се тоа го ставаме на страна. Лично ако се прашувам јас, да, мислам дека тоа се поиздржани мерки кои што ќе дадат поголеми резултати на подолг период. Но веќе проблемот го има. Отварањето на Пандорината кутија со оние законски полуиздржани мерки, веќе се фативте на орото, сега ќе го играме. Сега вакви барања ќе се следат. Дали треба сега да имаме масовни генерални штрајкови, повторно државата не биде парализирана, повторно работни текови да бидат обременети, повторно деловните односи да бидат закочени, за да ние стојдеме до заклучок дека добро, луѓето издржано им е барањето, да искочи му премет, 30 на милиони да искочи да им ги одобриме. Годишно. На 4,7 милиарди евра буџет. На очекувани 1 милиарда најмалку нови задолжувања. На 700 милиони евра дефицит што сакаме оваа година го направиме. Најдете едно логично објаснување што може да помине кај луѓето надвор. Дека 700 милиони ќе потроши државата повеќе од тоа што може да ги создаде во текот на годината, а нема 30 на милиони да се излезе во пресред на сите овие категории на граѓани, на кои што во суштина и почива секојдневието. Уште еднашка имам сосема доволно време да укажеме на главната поента. Без оглед на политичката состојба во државата, работниците не отстапуваат горе наведените барања, бидејќи истите се екзистенционални и суштински за нив и за нивните семејства. А работниците немаат повеќе време да чекаат. Нивните барања да бидат повторно одложување поради непродуктивни политички пресметки кои се штетни за државата и нејзиниот економски и општествен развој. А вработените во јавниот сектор се доведуваат на работна сила, особено ако имаме во предвид дека порастот на цените и растот на инфлацијата изнесуваат 11,9%. Влијаат врз намалувањето на купувната моќ на работниците, а синдикалната минимална кошница која преспетува ССМ за мај изнесува 38.791 денар, а од јануари 2022 35.811 денари. Таа е зголемена 2.980 денари, односно 8,32%. И за само една година, или од претходната 2021 година, истиот месец мај, кога синдикалната минимална кошница изнесувала 34.156 денари. Истата е зголемена за 4.635 денари, односно 12,78%. Па затоа ССМ со право бара зголемување на платите на сите вработени, како во јавниот, така и во приватниот сектор, и покрај евидентните противења на одредени субјекти кои се против зголемување на платите на работниците. Да не дозволиме, еве да ги послушаме. Нека биде овој амандман точката околу која можеме да најдеме заеднички јазик. Јас се сплошувам, нема ги реши проблемите ни тоа. Проблемите не лежат и во општеството, и во институциите, и во системот. Но нека биде оваа точка од кај што можеме да почнеме да се движиме некаде. Барем да им излеземе у пресед на една огромна маса на наши сограѓани кои што очекуваат од нас 30 на милиони евра на годишно ниво. Ништо не е во споредба на сите други ставки што можеме сега да ги правиме, да ги споредуваме и да ги оценуваме дали биле продуктивни или непродуктивни. Од каде што знаеме дека голем дел од нив на крајот од годината сте можеле да ги пренамениме и да излеземе пред нова барања. Ви благодарам.